Се чека избор на нова консултантска куќа па да се започнат подготвителните активности за реконструкција и проширување на автопатот Тетово-Гостивар. Повторно е одложен почетокот на активностите, иако претходно во неколку наврати беше најавен овој проект. Овој автопат или оваа делница е ставена во приоритетите на владата и во законот кој што е донесен во собранието за изградба преку стратешкиот партнер Бехтел. Имаше распишано постапка за избор на консултантска куќа и надзорен орган, пошто беше избрана и компанија која што ќе ги врши консултантските услуги, но поради тоа што не беше доставена банкова гаранција од страна на таа компанија во дадениот рок, таа постапка беше запрена и е распишена повторно нова постапка за избор на консултант и надзор кој што ќе ја следи градбата од самиот почеток до крајот на коридорот 8 и коридорот 10D. Се работи за делницата Тетово-Гостивар, Гостивар-Кичево и Требениште-Струга-Ќафасан, како и од коридорот 10D автопатот Прилеп-Битола. Останува ова приоритет. Ние сме овде да ги решиме сите овие прашања кои што се јавуваат пред отпочнување со градбата, за да сме сигурни дека кога ќе започне градбата на автопатите ќе тече непречено и со добра динамика за да бидат завршени и во самиот рок. Така што автопатот Тетово-Гостивар, како и останатите делници, е приоритет и по завршувањето на постапките ќе се влезе во реализација, реконструкција и проширување на целата оваа делница. Подготвителните работи се очекува да бидат готови до крајот на годинава, а почетокот се најавува веќе идната година. Значи, ние во моментот кога ќе го избереме консултантот и надзорниот орган, тие ќе пристапат кон фаза на преговарање со компанијата Бехтел, за што имат и временски утврден рок, така што сите подготовки очекуваме да ги направиме до крајот на годината, потоа да се влезе и со постапките на проектирање, експроприација кај што е потребно и во текот на наредната година да видиме полн прогрес на работа на терен, заради тоа што тоа се многу значајни патни правци за кои што државата е подготвена да издвои средства како никогаш досега и да ги реши конечно и ги затвори главните коридори, коридорот 10 и коридорот 8 на територијата на државата. Автопатот Тетово-Гостивар е во многу лоша состојба. Возачите се жалат на дупки и нерамнини на целата должина, а оштетена и заштитната ограда.